За прв пат во историјата не влегува во вториот круг во метрополата, а на ниво на цела Македонија освоија само тројца градоначалници. Сепак ова за sada сама не е лош резултат, иако признаваат дека не го посакувале. Неколку изборни процеси партијата доживува тешки порази, а довербата е во слободен пат. Локалните избори пред 4 години беа аларм. Парламентарните лани ја продлабочија кризата, а оваа година таа прерасна во дебакл. Лидерот на партијата Венко Филипче јасно даде до знаење дека по вториот круг ќе се прават сериозни кадровски и политички промени во партијата, со што го признава катастрофалниот пораз. Ова укажува и на уште еден факт. Консолидацијата за која зборува Филипче не само што не дала резултати, туку не е ни почната. Сада сама во последните изборни циклуси падна под 200.000 гласови. Ке им бидат потребни години да привлечат нови луѓе и да ги вратат старите симпатизери кои постепено се разочаруваа. Прашањето е дали раководството има доволно време, трпение и енергија да ја започне таа долга битка. Филипче е релативно кратко на функцијата председател на СДСМ, се разбира дека е потребно повеќе време. Доколку навистина верува во тоа што го говори, мислам дека за неколку години ќе може да ја врати СДСМ на позиција каде што дел од граѓаните кои што имаат одредени централно левичарски убедувања, би рекол, ќе може да ги привлече повторно кон себе. Според познавачите, политичарите не треба да мислат дека само една кампања може да ја врати довербата кај гласачите. Тоа е процес кој треба да трае повеќе години. Кампањата, промената, поразот и победата започнува пред 4 години. Односно, победата или поразот на следните избори за овие партии денеска започнува денеска до следните избори. Мислам дека партиите не се свесни и сметаат дека кампањите и резултатите во 5 до 12 во нивните изборни кадри и програма се нешто до што ја прават промената, а не дека тоа всушност се гради континуирано со еден искрен, темелен пристап, со испраќање на пораки кои што граѓаните ги препознаваат како позитивни и негативни, односно ги решава или одбива да гласаат за вас. СДСМ влезе во овие избори со надеж дека ќе покаже знаци на закрепнување, но резултатите го покажаа спротивното. Партијата се уште ја плаќа цената на изгубената доверба, внатрешните поделби и лошите политики. Венко Филипче најавува промени, но пред него стои најтешката операција – да ја опорави партијата која според многумина ја изгуби врската со своето членство и со граѓаните.